сега гледај ме, не сум губитник, ти знај, не се предавам до крај, нема раѓање, без паѓање, отвори душа, признај ми, што сме сега јас и ти, пола мое во тебе, пола твое спие во мене. Ајде сега кушни ме, до небо дигни ме, црно и бело е се. Една вистина и една лага, иако заедно сме. Јас бирам среќа, ти бираш тага, црно и бело е се. Добро и лошо ништо не ги дели, дај сега насмевни се. Денот ме носи, во ноки вели, во очи сега гледај ме, таму ти ке најдеш се. Ајде предај се до крај, за ново раѓање со мене. Отвори душа, признај ми, што сме сега јас и ти. Пола мое во тебе, а пола твое спие во мене. Ајде сега пушни ме, до небо дигни ме, црно и бело е се. Една вистина и една лага, нека заедно сме. Да бирам среќа, ти бираш тага, црно и бело е се. Добро и лошо ништо не ги дели, дај сега насмевни се. По 17 години, тоа беше искуството кое што минатата година го доживеавме на 26 маја, поправиме ако грешам, како беше? 20 април. 20 всушност светскиот ден на Ке зборуваме, не. Ке зборуваме, не. Ке зборуваме, Ке не ги е спомнешам светскиот датуме, ден. ама како и да е, тука некако се врати по 17 години практично едно од најголемите популарни шоуа, да имаме прилика да уживаме по, како што кажавме, години пауза во легендарното глумците пеат. Драго ми е што од соседство во соседство си дојде, бидејќи сега во моментот орбитираш со твојата сестра повторно во ова ново возобновено издание на Глумците пеат. Благодарам што ми отскокна денес да ни бидеш вака почесен гостин. Иако ми вели Маја по телефон да не е рано, Марко, велам, ништо не е рано со оглед на тоа дека се распродаваат билетите, па уште овие 80 до 100 да ги набавиме со време. Добро ми дојде. Повторно по речиси една година повторно. Секогаш задоволство во Телма, мојата матична куќа од која излегов пред многу години, тука си работев и секогаш ми е задоволство кога ќе дојдам. Обострано. Иво кажа сега нели зад камери, практично ти професионално орбитираш помеѓу креативните индустрии, па колку ќе речам, 27 години, можеби 3 децени горе-доле. Ама знам дека си доста голем професионалец и многу често знаевте минатата година со твојата сестра да кажете како аманет на вашиот татко да го возобновите, бидејќи знам дека и негова желба сигурно потоа гравитирала некаде можеби во годините последни можеби да повторно се стави на сцена Глумците пеат, бидејќи од 92-та знам дека ревносно влезе во целиот свет, што се вели без големи очекувања со Драган Спасов Дац и така некако започна целата приказна за Глумците пеат пред речиси сега 32 години. Го започнале ентузијастички, јас се сеќавам на тие моменти, по почетоци бев дел од сето тоа, најпрво како ќерка негова, а потоа и професионално. Се што е почнато ентузијастички, со верба и со љубов, не може да не успее. Се сложувам. Јас многу ми е жал што додека беше жив татко ми, никогаш не му оддадовме сериозна почит и знаење колку он навистина направил придонес голем придонес и каков концепт направил со овие Глумците пеат. Знаете, кога сте внатре, некако поинаку ги гледаш работите. Но од кога замре и од кога почнавме да збориме дома, ајде да ги вратиме, ајде деца да се собереме да ги вратиме. А постојано имаше такви разговори со почитувањето Мари? Да, но некако ние двете во трка нели со времето, да се обезбеди екзистенција и тоа што ти е дома, знаеш, на водовоџијата чешмата секогаш му тече. Што го кажам. Така е. И добро, ај ќе се собереме, ај сега немаме време, он беше доволно внимателен да не цима, да не и све беше
Од вас ако чекам да ги вратите, ништо нема да биде, ама секогаш викаше ви ги оставам во наследство. А ние на тоа викавме, ама наследство ни оставаш, па да работиме. А сега сваќаш дека нема Многу побоа доби голема. тежина, кога Така? замина, бидејќи брзо замина, многу доби тој аманет на Интензитет и тежина, чувство да. големо. И не планиравме. Едноставно, некако таму некаде јануари минатата година, само се погледнавме со сестра ми и викаме, ќе го враќаме. Како? Не знаеме, Без ама прашалници ќе го вратиме. Не, немаше прашалници. И буквално за месец и пол ние го направивме. Оригинално беше околу датумите. Оригинално се случуваше на 26 март, во очи денот на Светскиот ден на театарот, тоа е 27 март. Така е. Во тогашната универзална Во која што еве тогашната. рекоа дека за 3 години Да сме живи и здрави. да живееме Да сме повторно. живи и здрави. Минатата година баравме дај што даеш. 20 април беше. Меѓутоа си бара исклучителен простор за ова. Ова е ова е театарски перформанс. Театарски простор бара, гледам дека и глумците го сакаат театарот како сцена, значи не можеш Како било форма, каде. така Универзална беше со соодветен компромис за се. Годинава е на 29 и 30 март, значи малце избегавме од Светскиот ден на театарот, но со оглед на тоа дека тешко се наоѓа соодветна сала во Скопјево. А и букирање се голем дел од датумите. Така што ние одлучивме дека глумците пеат од сега па натаму ќе се случува последната недела од март. И ќе се биде традиционално, можеби, како што и доликува да имаме бар да знаеме календарски дека тоа ќе не очекува тогаш. Точно, крај на март, последната недела пееме со глумците. Тања Кучовска сега ја гледам. Тоа што сакам да кажам дека глумците пеат е всушност баш карикатуризирање или гротеска, позитивна гротеска на одредени наши форми. Меѓутоа, повторно ќе кажам, есенција на еден актер од седмата уметност и на во театарот е да знае да ги изведува песните. Не мора да знае тоа не знам интонативно кој знае како да звучи, меѓутоа да биде мора да биде музикален, мора да чувствува тон, мора да чувствува. Татко ми во Софија студирал и имале предмет пеење. Мислам дека и сега има такво нешто. Се уште мислам задолжително е, така. Да. Мора да го има тоа чувство. Глумците на сцена во представи треба да пеат. Па конечно и говорењето на текстот мора да има некаква мелодика, мора да има со пеење, учите дишење. Не како кога читаме реклами. Така. Имаме многу талентирани глумци. Имаме многу добри пеачи помеѓу глумците и многу ми е жал што медиумите и ние сите како јавност не правиме од нив звезди. Да, луѓето ќе отидат ќе ги видат во театар. Таму најчесто се во некаква поинаква улога, ставени во некаков лик. Мислам дека заслужуваат и како заслужуваат од секогаш и во времето на татко ми и пред него заслужувале да добиеме вистински звезди затоа што актерите, музичарите, уметниците се вистинските звезди. Статусот и примерот го заслужуваат да го живеат бидејќи на некој начин тие се и градители и основачи на културата и продолжение на некоја традиција. И глумците пеат, малку им го компензира тоа и им дава една поинаква сцена и поинаква можност да се представат. А се ме интересира, знам дека пред 10-11 месеци практично кога го најавувавме тоа возобновено издание, претпоставам дека некои генерали и податоци кажа, меѓутоа кога го возобновивте, дали повиците се зголемија во тој период баш да го пријават своето учество или требаше повторно некако да го доближите до нова генерација, бидејќи 92 ја практично знам го црнал до нели таа малку повозрастна ветеранска Гоце Тодоровски, пардон, и така натаму. Значи голема актерска баш плејада на наши ветерани. Дали требаше да се доближи динамиката, традицијата на глумците пеат, еве да речеме Тина Трпковска е млада. Фантастична млада, која што меѓу другото, ако не слажам, го создаде, беше една од главните протагонистки за Аба. Така, значи е дама која што е во музиката. Буквално ни е непријатно дека мораме да одбиваме глумци, не можеме да постигнеме. Оваа година на сцена ќе имаме 40 глумци. Браво. Значи тоа е огромна продукција, не можеме никако повеќе од тоа да правиме ниту просторно, ниту финансиски. Задачата е дадена. Да. Многу е интересна приказната. Возрастните актери, тие што да речеме тогаш кога го правил татко ми, биле млади,
без поговор сакаа повторно и да го гледаме Рубенс во моментов. Имено. Како рекол дека дали Тина Трпковска? Помбрачно дете на Калиопи. Тие влагаа без поговор затоа што ја знаат енергијата која што се случува внатре во глумците пеат. Имаме глумци кои што ни рекоа, знаеш, вика, јас бев мала кога ги гледав на телевизија на времето и викав сакам да станам глумица за да пеам на глумците пеат. Сега викам ми се исполнува таа желба, тоа е Мајан Доновски Илиевски од Битола. Имаме глумци кои што не биле ни родени кога тоа се случувало и велат ние поима немаме што е ова, ама сме слушале од повозрасните колеги и сакаме да влеземе. Значи, толку една убава плејада имаме, шарена генерација сега, и ние сме горди со тоа што им даваме можност на младите да ги видиме, да ги откриеме. Ние лани откривме фантастични пејачи. Една Ања Митич ја откривме, Фантастична Ања, која што веќе доби ангажмани на концерти да пее, значи тоа е суштината покрај забавата, публиката се забавува, меѓутоа внатре во актерскиот свет тука има и друга една позадина. Добро што спомена Ања Митиш, една од поновите млади генерации во драмскиот театар. И сега велиш, ајде, ако тоа некако минатата година беше што се вели секој пат, нели 5 до 12 годинава, претпоставам дека уште поголема задача се зададовте со својата сестра. И се со оглед на тоа дека Маја во Македонија ќе се сложиш имаме производствена техника за озвучување, практично одлични професионалци, која што се извезува и во светот, ако не се лажам, нели? Да. Мислам доста знаеш за тоа, имаме нели компании рентал кои што нели практично работат во регионот. Верувам дека за визуелното искуство ќе биде мастер класа. Работиме со најдобрите. Работиме долги години, ние тимот никогаш не го менуваме и се разбираме со поглед. Така што ова што го гледаат вашите гледачи ќе биде само надоградено. Годинава правиме една интересна приказна. Тематска ќе биде некаква? Тематска и веќе го извадивме и слоганот, а тоа е Македонија годинава не оди на Евровизија, ама Евровизија доаѓа во Македонија. Значи дека на повидок имаме евровизиски хитови? Ајде, не откривам, окей. Не откриваме, ама мислам дека е тоа доволно да ги заинтригира гледачите. Ќе биде интересно, знаеме да правиме шега на собствена сметка, ама немаме компромис кога е во прашање фантастичен оркестар, составен од 20 врвни музичари македонски, под диригентска палка на Љупчо Мирковски. Тука нема компромис и нема зафрканција, се разбира. Тука се работи многу внимателно. Не знам дали можат гледачите да претпостават дека ќе има 30 на песни и дека за секоја песна се распишува аранжман. За секоја песна се работи наново. Ова не е пушти плей па ќе отпее глумецот. Значи цела година цела година се работи. Повторно е под режисерска палка на Дејан Пројковски, кој ја знае суштината на глумците пеат. Кореографијата на Олга Панго. Врвни луѓе. Да. Значи, ако правиме, да правиме. Сакаме да покажеме дека може и во Македонија. Не дека ние не знам колку имаме буџет или средства. Се разбира, имаме наши пријатели, спонзори кои што застанаа зад нас и навистина. Препознавање на идејата и наследството на почитување на Марин Бабичо. Да, не се многу за спонзорствата во Македонија, ќе ме викнеш во некоја друга прилика да разговараме. Не се многу, но се драгоцени тие што ги имаме. Прв пат од постоењето на глумците пеат и Министерството за култура застана зад проектот, символично, но ние сме благодарни. Показател дека тука сме, постоиме и орбитираме околу вас. Така е. Сериозно се работи, реков, 40 глумци на сцена, 20 музичари и уште 40 во позадина, тоа е продукција од 100 луѓе. Логистика, менаџирање и главни автори на сцена. Апсолутно. Голем проект, иако на сцена изгледа многу забавно, многу едноставно, но за да го направиш така едноставно и да протече 2-2,5 сата, сосема те разбирам. Треба работа. Сме биле во тој бизнис, сосема те разбирам. Така е. Не сакам да враќам некои стари, ајде ќе кажам рани, меѓутоа имаше причина зошто се прекина генерално глумците пеат, можеби поради не знам да твојот покоен татко Марин се истроши можеби во одредена ситуација, па сакаше да направи нова табула раса во животот, не знам, ама... Он беше човек на моментот, кај него ништо, он е уметник. Импулс, цап. Да.
Да, се истроши, тешко беше со финанси, он не е менаџер. Значи си имаше своја работа, представи, филмови, серии и едноставно мислам дека премногу му дојде тоа. Имаше и некои субјективни внатрешни работи кои веќе не се ни важни после толку години, но он беше од повозрасната генерација и сакаше постарски да го тера. Некои работи се менува, он не одеше чекор. Се случија повеќе работи кои што така требало да биде. Именно. Така требало да биде, она што нас не фасцинираше минатата година кога објавивме дека се враќа Глумците пеат, беше мноштвото на позитивни коментари на социјалните мрежи, а ние сме познати како хейтери на социјални мрежи. Прв пат вака да гледам браво, 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 позитивно, што значи дека им фалило. Именно. Од една страна тоа ни годи, а од друга страна велам како е можно 17 години да никој не го пополни тој просторот, да, а тоа си велам са Бајле, веројатно, поради тоа што ни останува како убава реминисценција од минатото, не сме ни го забележале тој 17 годишен гап, затоа што ни остана како чувство убаво Глумците пеат. Ама сега сваќам дека не е малку, рече се 2 децени. Не е малку, ама навистина, ја знам дека е многу тешко. И знам дека многу тешко финанси се набавуваат. Ама не можеме да останеме без забавни шоу. Видете го соседството. Не коментирам повеќе. Значи, пред известно време Крсте Роджевски напиша во Македонија мириса на депресија и таа депресија доволно тешко ни е животот и трката и се. Мораме да имаме оддушка. Мораме да имаме нешто што е забавно. Мораме да научиме да се смееме, да се забавуваме. Ако ми се игра насред опера и балет, ќе станам и ќе играм. Направете го тоа. Тотално не ми е важно дали некој ме гледа и дали јас сум шизела вака или онак. Јас ако сакам, мораме да имаме вентил. Да се опуштиме малку. Ние пробуваме Глумците пеат, јас и сестра ми да го гледаме како прво да го донесеме, ајме и ние да го гледаме така. Марко, не знаеш колку е забавно на пробите. Колку сакам да ќе ми ветиш, баш еве ми велат од режија може да го заокружиме, ама ќе ми ветиш еве неколку дена пред почетокот да те викнеме на проба. На проба да го тоа екранизираме барем 10 на минути. Значи, тоа е исклучително забавна енергија. Глумците ми велат фала ти што не вадиш надвор од кутијата и од комфорната зона. Како не? Тука ние уживаме, се дружиме помеѓу глумци кои никогаш нема да застанат заедно на сцена. Да. Кохезијата. Да, им правиме една дружба убава, така што тоа е една енергија која мене не може со ништо да ми се надокнади во... Компензација не постои тука. Нема обичниот живот и тоа го препознава публиката. Имено само за крај, бидејќи сигурно ќе имаме уште неколку средби со задоволство. Кратете вие, ја можам да зборам да се Знам, а тоа и дефинитивно ќе си го ветиме во пресрети на нови настани кои што се случуваат 29 и 30 март. 29 е распродадено, уште неколку билети во Национално опера и балет може да се набават за Глумците пеат. Да, онлайн на билети.мк се набавуваат влезниците, публиката ќе ужива. Ти благодарам што не посети во соседство. Фала ти. Се гледаме за скоро. Се гледаме. Маја Бабичка ко кронисување на ова издание на епизодата на Утринска на Телма.